Голем благослов, магична моја фамилија, магичен мој колектив. Добре дојдовте на Уналунтарот страницата и на Уналунтарот YouTube канал. Јас вас сите ве поздравувам и од сето моје срце ви се заблагодарувам за сите ваши споделени коментари, енергии кои што ме прават да бидам уште подобра и поодлучна за да ви го осветлам патот во нештата од секојдневниот енергетски дел, енергетски живот. Се надевам дека ќе дојдете на денешното исчитување од тарот картите. Ова ќе биде генерална, колективна порака или пак генерално колективно видео кое што ќе биде љубовно. Енергија љубов. Се надевам дека сите ве интересира љубовта како градиво кое што е во нашиот сектор на енергија, да љубовта биде во експанзија. Енергија каде што ќе доживееме момент да се изградиме и да бидеме во едно огромно градиво. Момент каде што ќе бидеме во нешта кои што ќе направиме баланс во донесување на битни и важни одлуки. Ова денешно исчитување ќе биде во колективна генерална енергија. Улогите секогаш можат да бидат заменети. Земете смерница вам како ви резонира и ова видео ќе биде во можност да ни донесе настан кој што треба да се случи, е во случување или пак е веќе случен, па доколку дојдете на ова видео или пак ве привлече насловот на ова видео, ќе биде во можност да земете некоја добра смирница или пак има нешто во ова видео кој што ќе биде во можност да послушате енергија каде што и сите ќе се пронајдете. Да започнеме со исчитување од тарот картите. Денеска ќе почнеме во момент да ги видиме први пораките, љубовни пораки, да знаеме за кого станува збор, која е ова персона која што ви зборува преку овие тарот карти и преку оваа денешна љубовна енергија. Ајде да видиме. Ви вели одблокирај ме. Ми не достигаш, вика ти. И сакам да те конектирам. Те молам, одблокирај ме литерално во енергија. Значи, одблокирај ме или од социјални мрежи, или преку мобилен телефон, или преку конекција, да, литерално, енергетски сте блокирани со оваа персона. Да можеме, вика, ние да зборуваме, вика, јас имам толку многу да ти кажам нешто. Вика, едноставно е, навистина. Како, вика, се чувствуваш, вика? Јас посакувам ти, ние, да бидеме за секогаш. Нејасно, нешто му е нејасно на оваа персона, нешто е нејасно. Оваа персона ве посакува. Најверојатно ви има нешто сгрешено или нешто кажано, па вие сте го блокирале на социјалните мрежи. Нејасно, вика. Јас не знам, вика, како се осеќам во овој момент околу нашата конекција повеќе. Значи, оваа персона е на прагот на момент на донесување битна и важна одлука во неговиот љубовен енергетски дел, да биде и нејаснен моментот на вашата конекција. Енергија каде што оваа персона ќе се стекне со огромно знаење за вас и за вашата моментална состојба. Енергија да оваа конекција гради нешто многу поголемо или пак вие сте ја блокирале оваа персона која што вели дека е нешто нејасно, единствено и вистински,
каде што и ве замолува да го одблокирате, дали било на социјални мрежи, преку мобилен телефон, преку пораки, енергија или пак литерално во енергетско блокирање. Енергија каде што оваа персона може би ви има нешто сгрешено или пак кажано, момент каде што вие тактизирате со оваа персона да дојде во една енергетика да свати и дознае за вас, значи да свати за вас во каква суштинска енергетска конекција сте. Може би сте посакувале да останете со оваа персона, да бидете во момент да изградите нешто многу повеќе во вашиот однос, но оваа персона се поколебала и може би ви кажала нешто и што не треба. Значи го изговорила некој момент каде што и вие сте се наљутиле на оваа персона и сте го блокирале моментот. Се надевам дека не е нешто пострашно, затоа што тарот картите ми доведуваат момент да оваа персона сега сваќа, во овој момент сваќа во каква уствари конекција сте биле вие. Во момент да што сте сакале од оваа персона вие или пак обратно. Енергија каде што вика таткови рани, оваа персона има таткови рани. Дали има неизлечена некоја енергетика уште од прошлоста, од кога таткото бил застапен во неговиот енергетски дел, вика мојот татко е многу голем, вика, инфлуенсер, вика, кој ми стои позади моментот да како јас се понашам во една енергија на возрасен. Момент каде што јас сакам промени со конекциите, вика, кои ќе ги носам во момент на божествен маскулин енергија. Значи божествена машка енергија. Енергија каде што оваа персона може би и не се осеќала дека е маженствена, дека е момент да е во ситуација да биде, да донесува битни и важни одлуки и да не е авторитетна енергија, да неговиот татко делувал во неговото детство многу строго и се понашал да има некои тикови врз него направено, кои што во оваа персона има оставено момент на неавторитетност, енергија да тој слуша авторитетни личности, а самиот себе да не се слуша и да не влезе во авторитетност. Затоа вели, вика, јас ги посакувам сите конекции кои ќе ге водат, вика, во divine masculine energy, вика, да биде, вика, во божествена маскулина енергија. Оваа персона посакува да биде авторитет. Енергија да се знае дека е маж, дека е маженствена енергија и дека ќе предводи во врската. Енергија каде што вика, дали ќе биде, вика, оваа маскулина енергија, вика, во мене или ќе биде надворешно. Значи, дали вие ќе го погледнете како авторитетна личност или ќе тој сам себе се погледне во авторитетна личност. А сега во овој момент, кога е блокиран, оваа персона дознава дека треба да исцели некоја рана која што му е нанел неговиот татко во детството. Енергија каде што се понашал авторитетно врз оваа персона, но оваа персона не може да влезе во енергија авторитет затоа што се уште не е во божествена маскулина енергија, значи треба да научи. Ајде да видиме. Ленорман дек. Што ќе каже овој Ленорман дек?
да колку поточно да формулираме денеска тарот картите ни говорат, да видиме која е оваа персона. Оваа персона е една моментална енергија каде што и нюши се распрашува за вас, има лажни профили на социјалните мрежи, бара момент да се може би да има и трета персона вклучена во вашиот однос, затоа и сте го блокирале, момент каде што и ве криел, момент каде што не се поставил авторитативно пред вас, момент да се поставил авторитативно, но не ја разбрал суштината на вашиот однос. Енергија каде што оваа персона и ве следи, ве посматра на социјалните мрежи, донесува битни и важни одлуки по повод вас, но сепак е во енергија да цело време ви порачува да го одблокирате, затоа што има премногу да ви каже нешто што му лежи на душата или пак момент каде што изгрешила оваа персона. Ајде да видиме овие Ленорман карти, чиромарчети, што ќе кажат. Може да е оваа персона постара од вас, за некој од вас ќе значи дека е постара, а може и дека е помлада, но доколку е постара, джентлменска енергија, джентлменски се поставува, но не е авторитативна, него е приспособлива персона, која што не носи огромен авторитет. Токму така. Оваа персона сака да биде во можност да ви подари енергија љубов, да ви подари нежност, да ви подари момент на донесување битни и важни одлуки по повод вас, сака да биде во огромна кондиција, има доволно љубов за вас, има доволно емоции за вас, но треба некоја друга персона да отстрани од неговиот живот, да отстрани се што му штети на оваа персона во неговиот судбински точак. Енергија каде што оваа персона треба да научи и да свати што сте вие за него и што се другите персони кои му стојат на неговиот точак на среќата или пак на судбинската среќа и да ги разграничи нештата. Оваа персона е многу умна персона, значи сака да биде во енергија умност или пак е премногу интелигентна персона, може би 11, 9 и 28 бројот ќе ви бидат во огромно значење за некој од вас 7, енергија каде што за некој од вас оваа персона е родена 11.7, 7.11, 7.9, 28.7, 28.9, 28.11, 9.7, 7.9, земете вам како ви резонира. За некој од вас ќе значи дека е 27 родена, имате момент на синхрониситети во овие броеви, каде што и се надевам ќе ја препознаете оваа личност која што денеска доаѓа во ова колективно читање љубовно од тарот картите. Ајде да видиме и овој Ленорман дек што ќе каже. Ево, повторно букет, два пати букет, токму така. Таткова персона, букет, персоната која што сака да биде до вас. Енергија каде што оваа персона треба да реши стар принцип на размислување или стара таткова повреда која што ја носи од детството. Момент каде што не неговото внатрешно дете, туку стар проблем со неговиот родител.
поточно таткова енергија, каде што и оваа персона гаи емоции за вас, но и гаи емоции за неговиот татко. Може би љубовно не е поткована од својот татко, само авторитетна енергија е доведена во ова денешно исчитување од тарот картите, каде што и оваа персона бе има како дел од неговиот живот, но поради неговиот татко и неговиот авторитет на овој негов татко, оваа персона не може да донесе одлука во љубовта. Енергија каде што сета негова љубов што ја поседува во неговиот енергетски дел не ја искажува, но ја манифестира и ја аплаудира врз вас како момент на повреда. Енергија каде што оваа персона треба да исчисти стари рани кои што му стојат на патот до среќата или пак среќната судбина, за да може да почувствува љубов, енергија, емоции. Оваа змија во средината е енергија на, можеби оваа персона има и сексуална енергија развиена врз вас, ова е кундалини енергија која што оваа персона можеби сексуално ве манифестира, но не може да ви пружи љубов затоа што е спречена од проблем кој што го носи од детството. Ајде да видиме што ќе кажат и оракл картите, овие Romance and Love оракл карти, романтични и љубовни карти, да видиме да ни ја опишат оваа персона. Оваа персона не е премногу далеку од вас, е во близина, не сте на преголема дистанца, но суштински сте блокирани енергетски за некој од вас, а за некој од вас преку социјални мрежи, мобилен телефон, и ќе ја одблокирате доколку не се покае. Оваа персона се кае за изречени зборови, моменти каде што и сама со себе не е во момент да нејасно ги гледа многу работи поради повреда од детството, а тоа е нанесена повреда од родител, а тој родител е неговиот татко, таткова енергија, носи таткови рани, кои што овој татко бил авторитет, енергија каде што не давал љубов, но наредувал. Ајде да видиме што ќе кажат овие. Романтика, харизма, пријателство, може би е ваш долгогодишен пријател, а може би и ќе останете во зоната на пријателство сега за сега. Изненадување и оваа персона е токсична персона или пак вашата конекција била токсична, ситлинг. Енергија каде што вие во моментот се составувате од оваа персона. Оваа персона ве повредила со збор, се надевам дека не ве повредила на некој друг начин, може би психички, но оваа персона, вашата врска започнува во една романтична енергија, каде што и стварате харизма. Оваа персона е харизматична, не е премногу строга, или пак има романтика во оваа персона. Енергија каде што составувањето е кодекс на момент на оваа персона која што и има проблем од детството. Енергија каде што сега во моментот оваа персона се составува. Енергија каде што некој помалку вредни работи аудитираат да
составувањето во неговиот енергетски дел заслужува да биде составување во љубов. Момент каде што оваа персона има преголема харизма во него, каде што љубовта плови до вас, енергија каде што вие за оваа персона имате харизма и романтичен момент, каде што се предавате на оваа персона, сјаите за оваа персона, момент каде што вистина оваа персона преку изнесување на овие пораки од него и најавуваат дека оваа персона ќе дојде до вас. Но што ќе биде? Енергија каде што вие оваа персона ќе оставите во една енергија, а тоа ќе биде енергија на пријателство, може да е ваш пријател, долгогодишен пријател, каде што се познавате, може да ви е пријател од детството, а може би и оваа врска и оваа персона ќе оставите во едно пријателство каде што конекцијата ќе ви биде на пријателска база. Енергија каде што може би и никогаш нема да биде во момент да се експандира во романтична енергија. Енергија каде што за некој од вас ќе значи дека нема да му простат на оваа персона. Енергија каде што нема да се одблокира и нема да послушаат момент да оваа персона проговори пред вас. За други пак од вас ќе биде во момент да оваа персона ја одблокирате, да се состанете, да ви каже се што му лежи на неговата душа, енергија каде што и ќе превземете огромен момент или пак енергија да оваа персона ја ставите во зоната на пријателство, каде што нема повеќе ништо да наградите, да надградите. Енергија каде што нема да влезете повторно во романтична или пак љубовна врска. Енергија каде што оваа персона планира да ве изненади, за да ви се извини за претходно што го направил моментот со вас, енергија да ве повредил или пак да ве повредил преку збор. Енергија каде што вие не сте крпа за да ве бришат на подот. Енергија каде што оваа персона може би и е многу писна јазик, сака да изгледа на таков начин, но не знаејќи ве повредува и комплетно вие го блокирате. Енергија каде што ова изненадување вие ќе го прифатите со цело срце. Енергија каде што оваа персона за вас или пак оваа конекција била токсична конекција, каде што оваа персона токсично изреагирала. Момент каде што оваа персона или пак оваа љубовна енергија ви ја украла вашата енергија и затоа вие сте се издистанцирале од оваа персона. Момент каде што треба да бидете искрени сами со себе, а да му оставите простор на оваа персона и пак на оваа особа да го реши својот проблем. Да биде во момент на донесување битни и важни одлуки за да биде авторитет. Да го вашите очи или пак некои други очи ван него или пак ван вас, да го гледаат како авторитетна енергија која што ќе има премногу љубов. А сега оваа персона гаи само сексуална енергија према вас, не гаи момент на емотивност. Енергија каде што оваа персона е затворена персона, не ви кажувала емотивности, не ви споделувала емотивности, се плаши од емотивности затоа што има таткови повреди. Енергија каде што не може да го реши проблемот од детството со неговиот татко. Ајде да видиме и тарот картите што ќе кажат за вас.
суштински, оваа персона комплетно ќе се отвори пред вас. Сака да се отвори и да ви ја каже целата вистина која што па може би ја криел малку подолго време од вас. Се уште има емоции, романтични енергии, хермит. Ево момент на повлекување, на исцелување, на енергетски хилинг, каде што и треба да се случи со оваа персона. Се надевам дека се гледа. Токму така. Тоа што е скриено, ќе биде откриено. Енергија да. Ретроградниот Меркур ви ја враќа оваа персона која што и треба да ви открие една негова тајна која што вие се надевам не ја знаете, но ја осеќате интуитивно. Знаете за каква можност би можело да биде, но не знаете дека има проблем нерешен од детството со својот татко. Енергија да оваа персона е буквално писна јазик, може би ве повредила. 5 мачеви, енергија да оваа персона и била конфликтна со вас, се карала, може би не со вас, но може би со други персони околу неа. Може би ствара конфликт, затоа што не знае како да ви ги искаже емоциите, или пак не знаела како да ви ги искаже емоциите. Имала само наплив на телесна, сексуална енергија према вас. 8 пентакли, мајстор за донесување битни и важни одлуки. Оваа персона е материјално стабилна, значи оваа персона премногу работи и е во енергија да прави план, да дојде во едно изненадување, ви спрема изненадување кое што тоа ќе биде да ви се извини, да ви се отвори и да ви се извини. Токму така. Енергија кралот на мачевите. Авторитетна личност. Оваа персона за кратко време ќе ве контактира преку социјални мрежи, но преку лажен профил. Ќе ве замоли да го одблокирате, затоа што, а може и ќе дојде на вашиот домашен праг, каде што и оваа персона ќе превземе енергија да биде во можност да ви се извини, да ви каже дека не сакала тоа да го направи што го направила, дали кажала неубав збор или пак ве навредила со тоа што била во конфликт со вас, но не била во конфликт со вас. Оваа персона се уште има романтични емоции за вас, се уште ве држи во неговото срце, не е подклекната во тој дел. Исто така, се уште ја доживува вашата страствена енергија или пак оваа персона се уште има набој за телесен контакт со вас. Оваа персона во моментот се лечи и ќе се излечи за кратко време, каде што и ќе се просветли и ќе дојде да ви ја каже оваа вистина, каде што и неговиот татко го буквално ставал на резина да биде авторитет, но никогаш да се покаже оваа персона во право светло, да биде подчинет во својот дом на својот татко, момент каде што неговиот татко немал доволно љубов. Енергија да оваа персона ви признае и дека е заљубена во вас и дека ве сака. Енергија да емоциите ги искаже и ги изфрли од него. Ајде да видиме што ќе кажат и
романтичните ангели, кралот на мачевите може да е и персона која што е во доминантен хороскопски знак Вага, близнак Водолија, енергија да е воздушен знак или има нешто доминантно во неговиот натал. Очекувајте позив од оваа персона. Енергија да ве контактира преку социјални мрежи од лажен профил, затоа што нема и како, или пак да дојде на вашиот домашен праг и да седне и да не мрдне додека не го изслушате, за да ви ја каже цела вистина. Направете еден момент да пригрлите и да разговарате како една добра љубовна енергија, да искажете почит, без разлика дали ве повредила оваа персона или не, дали ви кажала лош збор, дали била во енергија да биде во конфликт со вас, но малициозностите на оваа персона се во неговото детство и оваа персона сега во моментот ги лечи. Стабилна персона, неговото мајсторство е во стабилитет, вредна персона која што и знае да донесе и да заработи. Може да е препрека религиозен фактор или пак оваа персона да е нешто многу постара од вас или пак да е средни години, да е некој 4 до 5 години постара од вас или пак помлада, енергија каде што и не ги разбира можностите да донеса битна и важна одлука, да е растена во подруга енергија, да сте вие авторитетот во оваа врска биле, да сте биле авторитет во оваа врска. За други пак од вас ке значи дека ова е негов пријател од детството кој што проблемот ќе го реши за кратко. Енергија каде што и ќе прифатите извинување од оваа персона. Секако тој има еден огромен религиозен фактор. Момент каде што да се разликувате по боја на кожа, да се разликувате по религија, енергија каде што вера нација е присутна религиозноста, енергија да оваа персона верува во нешто што е религиозно, а вие да верувате во духовно, например. Дозволете да се запознаете или да се запознаете одново со оваа персона. Значи, дозволете му да запознаете оваа персона одново. Енергија да. Енергија да оваа персона мора да се искаже на вас. Да дознаете што е тоа скриено од оваа персона. Што носи како енергија тајна во неговиот биоенергетски код. Може би да оваа персона е и стварно вашата права персона. На крај на декот од тарот картите излезе страст. Енергија каде што оваа персона има изразено страст кон вас. Момент каде што ве посакува телесно, сексуално, енергетски, каде што и ќе ви искаже и емотивност преку оваа страст. Вика, прифатете, вика, вашето срце и вашата душа, вика, да пеат и да уживаат во момент на страст
и емоции. Ајде да видиме и кој доминантен хороскопски знак е оваа персона. Знак познак Венера или месечина на оваа персона, како би препознале која е оваа персона. Се надевам дека за сите ќе биде препознавањето енергетски. Огнените знаци Овен, Лав, Стрелец. Знак познак Венера или месечина Овен, Риби, број 12, број 1, број 23 во значење. Јарец, Вага, Седум, 10 во значење, бројот. Бик, Девица, 2, 6. Водолија, Рак и на крај на декот Стрелец. Значи, Овен, Лав, Стрелец, Овен, Риба, Јарец, Вага, Бик, Девица, Водолија, Рак и Стрелец. Броеви 9, 4, 11, 6, 2, 7, 10, 12, 1 и 23. Јас се надевам дека ова читање некому ќе му донесе добра смирница и една огромна вистина која што денешните тарот карти преку ова исчитување, ова љубовно исчитување од колективното генерално е да земете смирница и дознаете вистина која што се надевам сите ќе се препознаете во оваа порака. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!